Почитувани, она што беше евидентно денеска од Стево Пендаровски е дека наместо како председател да настапи, он настапи како аналитичар. Но тој треба да биде председател на сите и не треба да делува како полтрон во одбрана на власта која носи Македонија во бездна и владе со криминал и корупција. Она што му беше важно не е напредокот на Македонија, туку дали ќе биде поддржан во наредниот мандат или не од СДС. И од тука ги градеше сите позиции во настапот. Се на се блед говор, во кој неодминливо е застапено полтронство. Стево Пендаровски испушти можност да каже дека за недовербата која нашите граѓани имаат во државните органи, особено во правосудството. А тоа е и негов личен пораз. По скандалозното именување на шеф на судскиот совет, кој е избор на СДС, а предлог испратен до Стево Пендаровски, со ваков чин на функционирање Македонија никогаш нема да се справи со криминалот и корупцијата. Од друга страна, видовме признание од Стево Пендаровски дека уцените и заканите на патот кон него нема да престанат и отстапките кои ги бара Бугарија нема да бидат последните. Стево Пендаровски наместо жестоко да се спротистави на ваквиот асимилаторски пристап, тој не кажа ниту збор како да се спречи сето ово и не понуди решение. Неговиот добро познат стил на констатирање на вина, што од внатре, што од надвор, е веќе завуден. Затоа што единствени виновници за состојбите во која се наоѓа Република Македонија власта на СДСМ и ДУИ. Пендаровски во текот на целото обраќање предскажа дека имало најмалку 3 спречени терористички закани. Но не кажа од каде доаѓаат, ниту кои како ги спречува. Не слушнавме ниту еден збор за скандалот со Онишченко, во кој се вмешани поранешниот директор на АБА, негов предлог за амбасадор во Париз и сегашниот директор на НАБА. Безбедноста во државата подкопана во внатре и надвор, и за тоа има вина Стево Пендаровски, исто како СДС и Ковачевски. Додека Пендаровски констатираше и беше во улога на полтрон на власта, темите инфлација, криминал и корупција како да му беа забранети. Не слушнавме ниту збор за инфлацијата од скоро 50%, за основните намирници, ниту за криминалот и корупцијата, недовербата во судството, недовербата во институциите под владата, што ги покажуваат сите анкети и мерења на јавното мислење. Благодарам на вниманието, ако имате прашања, повеќе.